сакам да ја поздравам и да ја лоцираме каде точно се наоѓа нашата драга колешка Ирина Спировска, која што ќе не информира подетално за еден ексклузивен концерт насловен како Мелодија што трае. Иринче, добро утро. Добро утро, Суза, поздрав до тебе и до сите гледачи на телевизија Алфа. Утринава се јавувам во живо од Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј по повод концертот со наслов Мелодија што трае, кој насоката за традиционална музика и игра го одржува вечерва со почеток во 19 часот и 30 минути во Музеот на македонската борба за државност. За програмата и содржината на овој убав концерт во следниве минути разговарам со координаторот на насоката за традиционална музика и игра, професор Гордана Тасева Илиевска. Добро утро. Добро утро и од нас и ви благодариме што сте наши гости ово утро и што сте верни поддржувачи на насоката за традиционална музика и игра. Утринава во тек е генералната проба за вечерашниот концерт. Гледаме дека уште од раните утрински часови тука е распеано. Сите со ентузијазам, со љубов и посветеност ја спремате вечерашната програма. Може ли да ни кажете нешто повеќе за истата? Така е, во права сте, денеска ни е генералната проба. Денеска за последен пат се пробуваат песните во овие простори, а вечера премиерно во 19:30 во Музеот на македонската борба за државност и самостојност. Пред големата публика ќе имаме чест да ги представиме мелодиите кои што, верувате, се одбрани внимателно. За некои прв пат ќе бидат слушнати и во пошироката јавност и во оваа научна фела. Како дојде до изборот на оваа програма? Кој се учествуваше во креирањето на истата? Во текот на месец февруари-март се одржа семинар кој беше под менторство на професор доктор Драган Даутовски. Овие деца, покрај тоа што има прилика да творат со мелографските записи на доктор Трпко Бицевски, истите има прилика да научат од него за естетиката на изведување во Егејска Македонија, за изведбата на групите кои што во тоа време постоеле кога доктор Трпко Бицевски истражувал, и заедно со колегите голем беше репертоарот на песни кои што успеавме да го откриеме, но со помош на професорот доктор Драган Дутовски и останатите колеги кои што се дел од насоката, одбравме 12 мелодии кои што го опишуваат тековниот живот на професорот Трпко Бицевски, поточно песната со која што се запишува во училиштето Илија Николовски Луј како ученик, која што му била пресудна за да влезе на приемниот испит, а потоа е една песна која што ја извадивме од архивите на Институтот за фолклор Марко Цепенков, која е карактеристична и по која неговото семејство се сеќава. Тоа е песната Тргнало стојне завода, мелодиска линија која што ја испеал Трпко Бицевски, а ние ќе имаме чест да биде изведена од страна на нашите ученици. Колку вкупно ученици учествуваат во концертот? Во насоката се запишани 60 ученици кои што изучуваат од 1 до 4 година. Во овој концерт учества земаат 45 ученици од 1 до 4 година. Интересно е што освен учениците на концертот ќе настапат дели од професорите. Така е, секогаш сме заедно, така што професорите сакаме да твориме заедно со нив на сцена. Тоа не ни представува никаков проблем, затоа што овие деца буквално живеат во овие простори. Да, ова е училиште во кое што они го следат нивното образование, но оваа просторија која што имаат прилика и гледачите да ја видат утрово е просторија во која што овие деца постојано поминуваат време со нас и ние сме им заменски родители. Слободно можам да кажам. Така што ќе настапат дел од колегите кои што предаваат предмет народни инструменти, но имаме и гости. Тоа е Моника Петревска, која што на крајот ќе се појави со соло пеење, и Александра Кузман, доктор на науки работена во Институтот за фолклор на чалгиска музика. Оние што сакаат да го проследат концертот во живо и да присуствуваат, како може да обезбедат влезници за истиот? Влезот е слободен, од отворен карактер е. Се надевам дека ќе имаме голема посетеност, затоа и го правиме, затоа што ова е навистина нешто што македонската јавност треба да го види. Правично затоа што се работи за Егејска Македонија, за песни кои што прв пат ќе ги слушнеме и навистина голем е товарот наш, но верувам дека публиката ќе ужива и ќе ни даде едно оправдување дека на правилен пат сме ги поставили овие деца, па и оваа насока заедно со колегите. Така што влезот е слободен, се надевам дека нема да замерат доколку местата се пополнети, но верувам дека ќе уживаат во целиот тој амбиент.
За вас како координатор, професор, но и за останатите ваши колеги, верувам дека ова е еден голем љубав предизвик да се подготви концерт со ваква содржина и со ваков вид на програма, но што според вас значи ова за учениците? Презентирање на ваквиот материјал пред пошироката публика. Јас во оваа насока сум од 2005 година. Јас бев тука ученик и тие професори кои што мене ми беа тогаш професори, сега се и мои колеги. Насоката постојано имала автентични проекти, тоа морам да го признам, и како ученик можам комотно да тврдам дека секој проект си има своја тежина. Така што од страна на ученик би кажала дека верувам и на овие ученици ова многу им значи, а со самото тоа што од утринските часови твориме заедно со нив, знам дека многу им значи и во индивидуалните разговори со некои од нив импресиите им се многу големи, дека уживаат, дека едва чекаат да дојдат на проба и дека вакво нешто досега немале направено, ниту пак во културните ансамбли во кои што учествуваат, каде што учат по различна содржина од ова училиште. Кажете ми, што е тоа што е толку атрактивно во насоката за традиционална музика и игра и колку е оваа насока примамлива за младите генерации? Па, од година на година сме се побарани, првенствено затоа што љубовта која што овие деца ја добиваат тука од нас како професори е многу голема и многу потребна за денешната младина. Ние секогаш ги учиме дека постои северно, западно, источно, југозападно, јужно, музичко или источно дијалектално подрачје, но најголемиот дел од нив гледаме да ги правиме на правиот пат, да психички ги поддржиме и да постојано им кажуваме дека они се деца кои што ќе бидат носители на нешто што е карактеристично за македонската нација, тоа е македонската народна култура, да бидат амбасадори на нешто што не треба да дозволиме да изумира во оваа држава. Се чини дека особено во последниве години навистина расте интересот кај младите за македонската традиционална музика, песна и игра. Дали ја имате и вие истата констатација? Да, потврдувам, затоа што годинава исто имаме голем број на пријавени кандидати за упис во прва година средно. Конкурсите веќе ни се во тек. Овие деца кои што тука творат исто, значи повлекуваат свој братчиња, сестричиња, потоа и роднини кои што се запишуваат и кои што се занимаваат со фолклор од малите години. Така што еве апел и до сите млади луѓе кои што не сакаат да ги поминат нивните тинејџерски години само во училишна клупа, туку да имаат и поинаква активност, а тоа е да се развиваат со музика и песна, да имаат една музичка утринска терапија во нивното секојдневие, да ги поканам да бидат дел од нас и да бидат дел од ова големо семејство. Морам да признам дека работната атмосфера тука кај вас навистина е прекрасна и помалку дури ви завидувам што секој ден имате можност да работите со овие млади талентирани луѓе и да уживате во убавата традиционална македонска музика, но и игра секако, но ова е од друга страна и многу одговорна професија. Да, така е, затоа што е и малку специфична професија, морам да кажам, затоа што нели доаѓаат децата и викаат што после ова. Ама верувајте дека секој од овие деца си го наоѓа својот пат, дали е во изработка на народни носи, дали е во теренски истражувања и правење на нови сценски адаптации како млади автори и уметници, отварање на нови културни уметнички друштва. Скоро во овој период наш ученик Кристијан Митревски отвори свое собствено фолклорно друштво во селото Сопиште, Ракотинци, кое што е единствено друштво и друштво кое што ќе заштитува традицијата во Скопска Блатија, околината на Скопска Блатија. Така што, еве, позади мене се двајца кавалџи, едниот ни е 4-та година, Мате Стојковски, но тој веќе со оркестарот на Стефче Стојковски имаше преголем концерт, преубав концерт. Значи, нашите уметници такако се им ги отвараме вратите да бидат разпознаени од страна на поголемите имиња и секој од нив си го наоѓа патот, некои остануваат и тука до нас, да бидат наши колеги и професори, како што сум во случајот и јас. Бев ученик, па ми дадоа прилика да бидам дел од филата на професори, да го продолжам предавањето или пренесувањето на моето знаење кон овие млади деца.
Професорке, јас ви благодарам за овој утрински разговор и за можноста да ни започне денот со овие убави звуци, не само на екипата која што е тука на терен, туку и на нашите гледачи. И ви посакувам секако успешен и незаборавен концерт вечерва. Ви благодарам и на вас за тоа што сте секогаш наша поддршка во насоката за традиционална музика и игра. Ве поканувам секој утро, доколку имате желба, без разлика дали имаме прилика за да се вклучиме во живо или не, да бидете дел од нашата екипа, и секако да ги повикам гледачите да го посетат вечерашниот концерт и сите концерти кои што ќе ги најавиме благодарение на вас и вашето присуство. Благодарам уште еднаш и те слушнавте. Почетокот на концертот е 19 часот и 30 минути. Музеј на македонската борба за самостојност и државност. Влезот е слободен, мелодија што трае во изведба на насоката за традиционална музика и игра при Државното музичко балетско училиште Илија Николовски Луј. Толку за ова јавување. Останете ви и понатаму со програмата на телевизија Алфа.